Пластични шишиња, градежен материјал и други отпадоци можат да се видат во коритото на реката Пена во Тетово. Состојбата е најалармантна во долниот тек од течението, односно во населбата Деребој. Активистите велат дека тоа е отсликува негрижата на граѓаните, но и на институциите кон природата. Штетите се големи. Се загадува водата со која се наводнуваат земјоделските површини, вели председателката на движењето Мајки и деца Нарта Каса и Сени. Овој отпад, особено пластичниот отпад во реките, исто така делува и во контаминација на подземните води, бидејќи водата од реките во неколку подрачја се служи и за наводнување на земјоделските производи и површини. Затоа во отсуство на контрола и санкционирање на овие несовесни фрлачи на отпад, на ѓубре во неколку предели на градот и особено во коритата на реките и крајбрежјата на истите, доведува до креирање на многу мали депонии, диви депонии насекаде. Тетовчани се сеќаваат и на поплавата која се случи пред неколку години кога се излеа реката Пена, носејќи со себе купишта отпад. Како што знаеме, во 2015 поплавата во Тетово, особено во овој предел кај што се наоѓаме ние, донесе само една голема улица со пластични шишиња и секогаш, значи, кога размислуваме за фрлање на отпад на реките, треба да се присетиме на тие слики од тој ден. Од општина Тетово вела дека имаат склучено договор со градежна фирма и со подобрувањето на временските услови ќе започнат со чистење на реката Пена. Инспекторатот досега нема констатирано неправилности во однос на испуштање на отпадни води, но нема и казни за несовесни граѓани. Најголем проблем представува делот од коритото на река Пена кај ромското мало во населба Деребој, каде што често се вршат контроли од наша страна, но лицата кои се затекнати, како изфрлаат отпад, немаат документи за легитимација и не можеме да ги санкционираме. За истото информирани давателот на услуга ЈКП Тетово со цел таму да постави корпи за собирање на смет, велат од општина Тетово. Инаку горниот тек на реката Пена припаѓа во прва категорија, но на излезот од градот поради нејзиното загадување е веќе во трета или четврта категорија.